Ново видео интервју на Република телевизија. Овој пат гостин во студиото е Маријан Спасевски, директор на Агенцијата за млади и спорт. Добре дојде во студиото на Република. За прв пат имаме вакво интервју, барем јас со вас. Добро ве најдов и секако ќе посветиме доволно внимание, верувам, и на актуелните проекти во делот на спортот и секако во делот на младите. Има многу за што да се разговара, да речеме отварањето на односно почетокот на изградбата на оној затворен базен во Охрид, што е нели дури и за изненадување за еден центар кој што е би рекол во центарот на пливачките спортови и туристички центар во Македонија, барем што се однесува до летниот туризам. Потоа спортската инфраструктура која што се недоградува постојано овие години во Македонија, она агенда за младите која што изготвувате за следниот период и други проекти кои што се низ нели опсегот на вашата работа. Ајде за почеток. Базенот во Охрид долго најавуван, се очекува сега да се стави камен темелник. Дефинитивно веќе ги започнавме подготвителните работи, значи самата локација и парцела е заградена, започнати се подготвителни работи за ископ и практично спремање за камен темелник, кој што очекуваме некаде во следниот период, за кратко време да го ставиме. Станува збор за започнување со реализација на еден долго очекуван проект, не само за граѓаните на Охрид, туку и на целиот регион таму, бидејќи со ова најверојатно ќе се исполни долго деценискиот сон на Охрид и охриѓани за конечно започнување со изградба на затворен пливачки базен. Од репрезентативен тип кој што ќе може да служи за сите. Значи ќе станува збор за еден спортски објект, ја би го нарекол и спортски комплекс кој што ќе биде изграден по најсовремени архитектонски стандарди. Ќе има две базенски корита, првото она големото ќе биде со ватерполо димензии 33 на 25 и практично со овој базен или со овој објект сакаме да ги реинкарнираме спортовите по кои што Охрид беше препознатлив не само во Република Македонија, туку и пошироко. Знаете, еве веќе скоро 30 години Охрид е домаќин на една од најрепрезентативните спортски манифестации во нашата држава, кој што има подолга спортска традиција и историја. Тоа е Охридскиот пливачки маратон. Во Охрид има голем број на пливачки легенди кои што оставиле неизбришлив траг во историјата на македонското пливање и мислам дека таму има доволен потенцијал во млади кадри кои што може да бидат потенцијални добри пливачи и да ја презентираат Република Македонија на меѓународната спортска сцена, а сега, односно за 2 до 3 години, ќе имаат можност тоа да го прават и преку изведување на тренажен процес во овој затворен пливачки базен, кој што, како што напоменав, ќе биде со еден голем габарит, бидејќи покрај тоа што ќе има базенско корито каде што ќе може да се изведува тренажниот процес, ќе има и публика, значи простор за публика, преку 500 гледачи, 600 гледачи, но истовремено ќе има и деловен простор кој што треба да ги задоволи и потребите на сите граѓани кои што можеби во моментот нема да ги користат услугите на базенот, бидејќи ќе има спа центар, фитнес центар, кафуле, ќе има дури магацински простор за потребите на оној кој што ќе го стопанисува. На еден начин практично спортскиот рекреативен центар Билјанин извори ќе добие една целина, бидејќи покрај оние содржини во делот на спортската инфраструктура кои што досега се изградени, големата спортска сала, 2 фудбалски игралишта и така натаму, ќе добие сега и затворен пливачки базен, но истовремено на тој потек таму Агенцијата за млади и спорт планира изградба и на тениски терени, вкупно 3, и на повеќе наменски игралишта, со што во следните неколку години Охрид ќе добие еден репрезентативен спортски комплекс кој што верувам дека ќе биде и од туристички аспект прибамлива понуда за сите граѓани, но истовремено и за сите професионални спортисти ќе биде добра дестинација за да може да ги но и за другите бидејќи нели ќе ги задоволува и другите потреби кои можеби ќе помине да се види со пријатели, да седне, да има други нели локали. Социјалната димензија ќе треба да се димензија, меѓутоа ќе биде тука во близина сепак спортот и младите, нели спортот и младите се во нашиот фокус дефинитивно. Кога се спортот и младите во прашање како ваша димензија, често ве гледаме на оние средби со граѓани, што ги организира и владата, меѓутоа и вие како институција, па кој е фидбекот од вашата работа? Што ви пренесуваат луѓето? Да речеме на некои места, колку што можевме да приметиме по вестите, бараат до изградба на еден или друг вид на спортско игралиште, дали било за кошарка, дали било за тенис, дали било доопремување со инфраструктура на тие објекти, или пак како што беше случајот во Сарај да наидувате на проблеми од
затворен тип. Така. Едноставно да е ставен каданец на игралиштето и да не може да функционира. Да, знаете, Агенцијата за млади спорт во изминативе неколку години стана препознатлив бренд во делот на подобрување на спортската инфраструктура. И да речеме, ако до пред некои десетина години општа констатација беше дека македонскиот спорт, македонските спортисти, но и граѓаните генерално немаат воопшто никакви услови за спорт и рекреација, денеска работите секако се сериозно променети во позитивна насока, бидејќи ќе ви дадам еден податок, само во последнава година и пол до две, откако сум прв човек во агенцијата, изградени се преку 60 спортски објекти низ целата држава. А во изминативе неколку години, заедно со другите ресорни институции кои што имаат ингеренции во делот на подобрување на спортската инфраструктура, тука во прв ред секако е Министерството за образование и наука преку реализацијата на проектот за изградба на 145 училишни спортски сали, бројот на изградени или реконструирани објекти се искачува над 200, што дефинитивно полека, но сигурно ја менува спортската мапа во државата, но истовремено од друга страна ги стимулира граѓаните да имаат дополнителни барања и во нивните населени места практично да се изградат нови спортски објекти или да се адаптираат веќе постоечките. Мора да потенцирам дека нашата девиза е дека спортот мора да биде достапен секому и секаде подеднакво и тој не смее да биде привилегија само на некои одбрани луѓе, како што беше во минатото, или да биде привилегија само на големите урбани центри. Не, напротив, за да се биде успешен во спортот, не треба да се има само желба или талент, мора да се има и спортска инфраструктура. И во таа насока се обидуваме сите спортски објекти и нашите проекти практично да ги дисперзираме низ целата држава. И верувам дека не постои населено место во Република Македонија кое што досега не било опфатено или пак во следниот период нема да биде опфатено со оваа наша програма за изградба на оние проекти кои што кај граѓаните се веќе добро познати. Тоа се изградба на спортските сали, фудбалските игралишта, повеќе наменските игралишта, тениските терени. И верувајте, кога одиме на терен со владиниот тим, се соочуваме со пред се во некои средини со позитивна реакција, луѓето се задоволни од спортската инфраструктура што е изградена, меѓутоа се соочуваме и со дополнителни барања. Ние се до тоа го ставаме на хартија, веќе практично акцентот кој што го прави владата предводена од ВМРО ДПМН е проектите кои што ги ветува во предизборната програма практично да бидат во дослух со граѓаните. Тоа го правиме преку директни средби. И тоа е најдобриот начин според мене да се видат потребите и желбите, меѓутоа на граѓаните, но истовремено се увидат и можностите на институциите како може да им излезат во престрет на овие желби и потреби. И на тој начин практично ние ги креираме предизборните програми кои што подоцна се преточуваат во владени програми за реализација. И токму затоа кога одиме во населените места, пред се најпрвен имаме задоволство за досега изграденото, меѓутоа секогаш имаме и дополнителни барања. Во некои средини се соочуваме и со известни предизвици и проблеми да дел од спортските објекти кои што ги изградила државата, односно владата, или не се во функција, или не се доволно анимирани за да бидат целосно функционални од страна на граѓаните. Таков беше примерот кој што го споменавте во општината Сарај, во населеното место Шишево. Меѓутоа, откако имавме посета како владен тим таму, веднаш за неколку дена направивме средба со градоначалникот, бидејќи знаете, државата, односно владата ги гради преку ресорните институции, конкретно преку Агенцијата за млади спорт. Откако ќе ги изгради, владата ги дава во собственост овие објекти на општините кои што се должни да стопанисуваат домакински со истите. Во дел од општините имаме такво неодговорно однесување во делот на стопанисувањето со спортските објекти и мора ние како држава повторно да интервенираме. На моje големо задоволство досега барем таму каде што сме имале одредени проблеми во функционирањето, по наша интервенција повторна, тие биле повторно ставени во функција, така беше и во примерот со тениското игралиште во селото Шишево. Имавме сличен таков пример и со тенискиот терен во Топанско поле во општината Чаир, каде што по одредени консултации и состаноци кои што ги направивме со овие две општини, веќе тие повторно се ставени во првобитна функција, секако на општ интерес на сите граѓани од овие населени места. Конкретно, колку се користат од граѓаните овие терени? Так. Да речеме, низ Скопје, патувајќи до работа и назад, секојдневно гледам дека се во функција. Вие шетате малку повеќе низ државата. Ова што го кажувате дека покажуваат интерес за повеќе, за зголемување, значи веќе и постои еден интерес и желба и спортуваат и ги користат. Еве ќе ви кажам личен пример, значи
Јас, кога имам време, се обидувам да практикувам одредени спортови. Во последно време играв тенис и верувајте дека немаше слободен термин до 11 вечер. Тоа е конкретно во оние тениски терени во спортскиот центар Борис Трајковски. Генерално интересот кај граѓаните е многу голем. Но од друга страна има голем број на спортски објекти кои што ние досега ги изградивме и практично може да се дисперзира она барање на граѓаните во повеќе спортски објекти, да ги изведуваат и рекреативните, меѓутоа и спортските клубови да ги изведуваат и професионалните спортски активности. Еве ќе напоменам, пред известно време кажав дека само во последниве година и пол две имаме преку 60 објекти изградено. Меѓутоа, ако одиме во изминативе години, односно од започнувањето на изградбата на сите, ќе видиме дека ние имаме некаде 100%, некаде преку 50% реализација на објектите во делот на спортската инфраструктура. Целосно го завршивме проектот за изградба на 50 фудбалски игралишта низ целата земја. Некаде имаме преку 50% реализација на проектот за изградба на 100 повеќе наменски спортски игралишта, кои што се едни од најискористените. До сега имаме изградено 52, а уште 9 ни се во фаза на градба, кои што очекувам во многу скоро време да бидат завршени. Од проектот за изградба на 35 спортски сали, 33 се веќе завршени и составени во функција, последните две се во фаза на градба. Една од нив е спортската сала во основното училиште Крстен Мисирков во Ченто, кое што некаде за околу месец дена ќе биде готова. И последната 35-та е големата спортска сала на Универзитетот Свети Кирил и Методи, која што ќе биде по меѓународни стандарди и ќе биде во функција на универзитетскиот спорт. Ќе има трибини со капацитет од преку 1000 гледачи. Салата ќе може да биде поделена на повеќе делови, каде што истовремено ќе може да се практикуваат повеќе спортови и индивидуални и колективни. Конечно во делот допремата ќе имаме и реквизити за боречки спортови, ринг, татами и така натаму. Практично ќе ги имаат студентите сите услови за практикување на сите спортови. Меѓутоа, во делот на салите, покрај тоа што го реализираме овој проект за 35 спортски сали, кој што веќе не е во завршна фаза, со предизборната програма од 2014 година предвидовме уште 6 нови. Од тие 6 нови, веќе две ни се во фаза на градба, веќе две ги започнавме, тоа се спортската сала во Домот за деца без родители 11 октомври во Капиштец и спортската сала во општината Шуто Оризари, а веќе во следниот период планираме да започнеме со градба на уште една спортска сала во средното физкултурно училиште Методи Митевски Брицо, која што ќе биде ставена во функција на спортската академија, уште еден убав проект на Агенцијата за млади спорт и Министерството за образование и наука. Ќе изградиме спортска сала во основното училиште Кочо Рацин во општината Центар и предвидени се уште две спортски сали, едната на Универзитетот Свети Кирил и Методи и едната во делот на општината Охрид. И имаме исто така голем процент на реализација, висок процент на реализација на проектот за изградба на 120 тениски терени. До сега имаме изградено 67 низ целата држава, уште 8 ни се во фаза на градба и тие очекуваме некаде за месец и пол до 2 да бидат завршени. Се надевам дека ќе не послужат и временските услови, бидејќи знаете во делот на изградбата на тениските терени за поставување на акрилната подлога потребни се соодветни атмосферски услови, имено мора 3 дена поред да не врне, да биде суво земјиштето, надворешната температура не смее да биде под 15 степени, така да во тој дел малце ни ја одневозможува работата во врнежливи денови, меѓутоа се обидуваме пред се да ги спочитуваме роковите во насока да им излеземе во пресрет на граѓаните за што поскоро да ги добијат овие спортски објекти на користење. Ја споминате спортската академија како еден од проектите, нели ваши? Тука ми се надоврзува прашањето за спортските стипендии што ги доделувате, уште еден од проектите. Дефинитивно од пред неколку години Агенцијата за млади спорт воспостави еден систем и концепт на вреднување на резултатите и на професионалните спортисти, меѓутоа и на оние кои што индиректно се вклучени во спортот. Доделуваме повеќе категории на стипендии, ќе започнам со оние најмладите категории. Секоја година доделуваме 500 стипендии за млади талентирани спортисти до 20 години, кои што се членови на репрезентациите и се во активен тренажен процес. Некаде веќе за прилика недела дена ќе ги испромовираме, ќе направиме настан на кој што практично официјално ќе им ги доделиме ваучерите на новите стипендисти на Агенцијата за млади спорт. Во делот на професионалните спортисти доделуваме стипендии од меѓународна и од светска категорија за постигнување на врвни спортски резултати на меѓународната спортска сцена пред се на европските, светските првенства, олимписките игри, универзитетските игри, медитеранските игри и така натаму. Тие се со време трајање
стипендијата од светска категорија со време трајање од 4 години и представува паричен надоместок кој што изнесува некаде во просек околу 2 просечни плати, нешто повеќе од 700 евра месечно во период од 4 години зема професионалниот спортист, доека стипендијата од меѓународна категорија се дава во период од 2 години и истиот изнесува во просек некаде од 1 до 1,3 просечни плати исплатени во изминатата година. Агенцијата за млади спорт доделува на оние спортисти кои што ќе постигнат врвни спортски резултати, на тој начин ќе ја промовираат Република Македонија на меѓународен план и највисоко спортско признание или популарно наречена спортска пензија, каде што во изминативе години се стекнале со вакво спортско признание околу 36 спортисти кои што добиваат доживотен паричен надоместок од страна на државата, значи до крајот на својот живот во висина од една просечна плата. Меѓутоа, тука не застануваме. Значи овие средства и стипендии се наменети исклучиво за професионалните спортисти. Од 2012 година е воведена и државната награда 8 септември за остварување во областа на спортот, со кој што сакаме да им одадеме пиетет и должна почит и значење и на оние кои што можеби не се директно вклучени во спортот и некогаш се во сенка, но не се помалку значени за остварување на спортските резултати. Тука пред се спортските тренери, селекторите, целокупниот стручен штаб, физиотерапевтите, спортските новинари. И веќе оваа година за 8 септември по 4ти пат ја доделивме оваа државна награда, доделуваме вкупно 5. Една е за државна награда за животно дело и 4 награди се за остварување во областа на спортот. Оваа година добитник на државната награда за животно дело беше нашата истакната кошаркарска тренерска легенда Лазар Лечич, а останатите 4 награди ги доделивме на Љупчо Стојчевски, на Руждија Калач, на Димче Кичевски кој што постхумно ја доби оваа награда и на нашиот познат алпинист Здравко Дејановиќ. Кога сме кај спортот, сега да се вратиме малку на актуелните во моментов што се во најава случување. Јас бев дете кога во Скопје се одржуваше едно големо шаховско меѓународно надпреварување и тоа беше една голема свеченост за цел град. Повторно ли е шахот во фокусот на Скопје? Да, предпоставувам потенцирате на шаховската олимпијада која што во далечната 1972 година се одржа во Скопје, во Република Македонија. Деновиве, односно почнувајќи од сабота 17 октомври, па во текот на следните 7 дена, градот Скопје и Република Македонија и општината Карпош ќе бидат домаќини на Европскиот клупски куп во шах, што според квалитетот и реномето што го има, слободно може да се спореди со Европската шампионска лига во фудбал, односно Лигата на шампиони во фудбал. На моје големо задоволство, значи ќе има преку 500 надпреварувачи од целиот свет, кои што ќе бидат членови на вкупно 62 екипи, бидејќи станува збор за клупско надпреварување. Но она што говори за квалитетот и реномето на надпреварувањето е фактот што на ова надпреварување практично ќе дојде шаховската елита од цела Европа и од цел свет, бидејќи ќе имаме 5 поранешни светски прваци, вкупно 140 велемајстори, или ќе дојдат 25 од најдобрите 30 кои што во моментот се рангирани на Светската шаховска федерација и асоциација. За да имаме поголема афирмација во делот на промоцијата на овој европски клупски куп во шах, имаме, значи, организаторот склучи договор со двете интернет страници кои што се посетени на дневна основа некаде од преку милион посетители. Тоа се chess.com и chess24.com, каде што ќе може директно да се следат надпреварите од ова надпреварување. Набавени се електронски табли со електронски часовници и фигури. Коментарите ќе одат на 3 светски јазици, на англиски, на руски и на шпански. И верувам дека Република Македонија и градот Скопје во овие 7 дена ќе бидат во фокусот на вниманието на светската шаховска јавност и на пошироко на светската спортска јавност. И верувам дека нашите граѓани малце подобро ќе се запознаат со овој спорт кој што кај нас има долга традиција. Знаете, ние имаме шаховски олимпици кои што освоиле први места во поединечна конкуренција, а највисокиот пласман на наша екипа на шаховската олимпијада во Истанбул во 2000 година
а оние кои што добиле практично, односно кои што се стекнале со прво место на шаховската олимпијада, во поединечна конкуренција се и носители на спортската пензија од страна на Агенцијата за млади спорт и на тој начин уште еднаш покажуваме дека државата ги вреднува спортските успеси на нашите спортисти. Разговараме за спортот, меѓутоа младите се исто во фокусот и првата точка од млади и спорт, Агенција за млади и спорт. Пред вас беше нели докаде сте со стратегијата за следниот период, стратегијата за млади? Знаете, ние во јавноста Агенцијата за млади спорт најчесто се интерпретира како агенција која што во многу е насочена кон поддршка на спортот и така најмногу и не Вие работите и со уметност и со така, други, меѓутоа имаме голем број на проекти со кои што практично ги задоволуваме афинитетите на младите луѓе и сакаме да излеземе во пресред како еден вид на сервис на младите луѓе, бидејќи Агенцијата за млади спорт е една од одговорните институции кои што треба и која што ги креира националните младенски политики. Мора да потенцирам дека во изминатиот период реализиравме низа на проекти кои што беа во интерес на младите луѓе. Минатата година некаде само 100 дена по конституирањето на новата влада, а тоа беше еден од проектите во предизборната програма, го реализиравме проектот Слободен четврток, со кој што овозможивме на сите студенти секој четврток бесплатен превоз во јавниот градски превоз во Скопје, жичарницата на водно. Меѓутоа секој четврток е и денот кога студентите можат бесплатно да ги користат услугите на културните институции во Република Македонија, значи опера, музеи, филхармонија, балет, театар и така натаму. Исто така овозможивме бесплатен викенд за сите млади луѓе до 29 години, значи секој трет викенд во месецот, петок, сабота и недела е бесплатен при користење на услугите на Македонски железници. Тоа е една од мерките кои што верувајте е многу искористена, бидејќи кога имавме можност да ја промовираме уште еднаш во јавноста, добивме податоци дека само во првите 6 месеци имало преку 17.000 млади луѓе кои што искористиле мерката. А она што исто така битно е дека во моментов кога ја промовиравме мерката на градската железничка станица во Скопје, бевме да пиеме кафе во Велес, секако да го искористиме овој бесплатен термин за возење во железничкиот сообраќај. Ако беа некаде околу 50 на млади луѓе кои што отидоа на кафе во Велес, некаде преку 200 млади луѓе дојдоа од сите градови во Скопје за да пијат кафе во Скопје и да се дружат со своите другари. Така да еве сакам да искористам една прилика уште еднаш да го испромовирам овој проект и да им укажам на младите луѓе дека може да го искористат, секој трет викенд во месецот е бесплатен, без разлика дали ќе отидат во Гевгелија да проследат некој кошаркарски натпревар на Кожов, ќе отидат во Велес да испијат кафе или да отидат да изгледаат некоја театарска представа во новиот театар во Велес кој што патем оваа влада го изгради, или ќе отидат на Широксокак во Битола исто така да се видат со некои од своите другари. Дел од проектите кои што исто така ги реализиравме, а се во насока на поддршка на младите и талентирани уметници и поети, се проектот за избор на најдобар млад уметник, односно најдобри млади уметници, кој што минатата година за прв пат го организиравме. Распишавме јавен повик на кој што сите млади луѓе до 29 години можеа да достават свои дела во 5 уметнички дисциплини. Имавме голем интерес, верувајте, моравме да изнајмиме уште еден магазински простор за да можеме да ги сместиме делата кои што пристигнаа. Формиравме стручна комисија од универзитетски професори, кустоси и така натаму кои што извршија оценка на сите дела и практично избравме во сите овие 5 категории 5 победници на кои што им дадовме символични награди за откупување на нивните дела, некаде по околу 40.000 динари. Меѓутоа најголемата награда за сите овие млади уметници беше што организиравме бесплатна изложба која што имаше продажен карактер и поголем дел од овие млади уметници успеа на оваа продажна изложба која што беше стационирана во Националната установа Мала станица од 26 до 28 февруари успеа да ги продадат своите дела. Сличен одзив, голем одзив имавме и на проектот Млади поети, каде што сакавме да ги стимулираме сите оние млади луѓе кои што творат и креираат поезија, тоа да го искажат јавно и да им овозможиме да имаат еден простор каде што ќе може тоа јавно да го изложат. Исто така распишавме јавен конкурс, се пријавија некаде околу 86 млади луѓе со своји творби.
Во соработка со Друштвото на писателите на Македонија формиравме стручна комисија која што ги оцени трудовите и која што ги избра трите најдобри, за кои што обезбедивме символични парични награди. Меѓутоа, најголемата награда за сите нив беше што сите овие дела на сите 86 млади автори беа објавени во збирка поезија млади поети и ја видоа светлината на денот. Практично ова збирка поезија беше дисперзирана и преку вашиот неделник Република. Неделникот Република, дали годинава ќе го имаме? Дефинитивно, дефинитивно, значи веќе во моментов се активни двата јавни огласи, односно конкурси за овие два проекти кои што и годинава ги реализираме, и за млади уметници и за млади поети. Рокот е до 26 октомври, значи имаат некаде уште помалку од 2 недели сите оние млади уметници и поети кои што сакаат да контрибуираат во онаа богата културна ризница која што има Република Македонија со своји дела, и верувам дека ќе имаме годинава голем интерес, а секако по оценувањето на најдобрите ќе имаат и соодветни награди, ќе имаат и продажни изложби младите уметници, а младите поети повторно ќе имаат можност преку збирката поезија да ги промовираат своите дела пред пошироката јавност. И за крај, уште еден проект кој што е подоста интересен, особено сега кога развојот на техничките науки и нели привлекувањето на младите да студираат технички науки потребни нели за развој на Македонија во насока на економија, нели? Е оној проект најдобар млад програмер. Дефинитивно, тоа е исто така проект. Стимулиравте младинци, стимулиравте средношколци да одат, значи, се поентата е да се надпреваруваат во делот на информатичките науки, во делот на програмерството. Меѓутоа проектот е во насока да ги стимулираме подоцна своето образование средношколците да го продолжат на техничките факултети, бидејќи Колкав е капацитетот? Како човек што го спроведува тој проект, сега ќе ви кажам. Меѓу средношколците такви капацитети кај што Првен има интерес, така, има квантитет, меѓутоа има квалитет. Ќе ви кажам зашто. Значи, прв пат минатата година го спроведовме проектот како пилот проект и имавме преку некаде околу 200 млади луѓе, пред се средношколци, кои што учествуваа од најниското ниво на надпревари, општински надпревари, па регионални, па државни првенства, па македонската олимпијада по програмирање. Ни сите овие филтри практично ни успеавме да ги увидиме најдобрите, да ги искристализираме најдобрите млади програмери, кои што ја представуваа Република Македонија на Балканската и на Светската олимпијада во програмирање. Верувајте, во изминативе неколку години нашите програмери кои што учествуваат на овие меѓународни надпреварувања се враќаат со најголеми одличија и дел од нив практично добиваат стипендии од MIT, од најпрестижниот светски универзитет за информатичка технологија, каде што преку со стотици илјади долари некаде се вреднува нивната стипендија. Значи наши студенти, односно средношколци, по завршувањето на своето образование овдека и по овие резултати кои што ги постигнуваат на Балканската, но пред се на Светската олимпијада, кај што постигнуваат одлични резултати, најчесто се во првите 3 или во првите 5, добиваат бесплатни стипендии за студирање на MIT. Но нашиот проект беше замислен сите млади луѓе кои што имаат афинитет кон програмирањето и кон информатичките техники да го продолжат своето образование на нашите факултети. И во таа насока ние како Агенција за млади спорт им обезбедивме соодветни воучери за надградување на нивната IT опрема, но во соработка со Финки обезбедивме и стипендии за најдобрите за бесплатно студирање на Финки. На тој начин верувам дека практично овозможуваме услови сите млади луѓе својот креативен потенцијал, својот интелектуален потенцијал да го излезат на виделина и истовремено своето образование да го продолжат онаму каде што би биле најпродуктивни подоцна на пазарот на трудот. Она за што заборавивме да спомнеме, а што ме прашавте, е секако креирањето на новата национална стратегија за млади. Околу тоа сакам да ве прашам дали во следната стратегија, во следната година, во наредниот период, освен ова ќе има некој друг фокус каде што ќе се насочи, како да речеме ова со програмерите. Дефинитивно. Ќе има некој друг фокус каде што би се насочила младината и така, дефинитивно, значи во новата национална стратегија за млади практично ние се фокусираме во 9 приоритетни области кои што им се битни и значени на младите. Во најмала рака тоа се секако вработувањето, поддршката пред вработување, младинското информирање, образованието, спортот, науката, културата и така натаму. Меѓутоа не ги запоставуваме ни оние области каде што дел од младите луѓе би можеле да се пронајдат. Процесот на креирање на новата национална стратегија за млади го почнавме некаде на почетокот на оваа година. Истиот го правиме во соработка со UNDP.
Започнавме со објавување на оглас каде што ги избравме джуниор и сениор фасилитаторите кои што практично го фасилитираат процесот, го креираат целиот процес. Започнавме со отварање на една голема национална конференција на која што беа присутни преку 200 млади луѓе, членови на младински невладини организации, членови на државни институции, на невладини организации и така натаму, и практично ги формиравме работните групи за секоја од овие 9 приоритетни области поединечно. Овие работни групи има голем број на состаноци меѓусебно, направија драфт верзија која што помина на 15 локални дискусии и во урбани и во рурални средини. Добивме некоја нацрт, драфт верзија која што во моментов сега оди на регионални дискусии во повеќе региони низ држава, каде што младите луѓе се уште може да детерминираат некои нови препораки, некои нови проекти каде што би се пронашле, а конкретно во целиот процес на изготвување на младинската стратегија имавме двонасочен процес на комуникација, пред се преку социјалните медиуми, бидејќи отворивме веб страница која што беше исклучиво наменета за стратегијата за млади, strategija-za-mladi.mk, и каде што сите млади луѓе своите предлози, идеи, сугестии можеа да ги дадат и тимот кој што ја креираше националната стратегија за млади да може да ги има во делот на работните групи. А еден од проектите со кој што придонесуваме кон младинското информирање е една веб страница која што ја промовиравме на почетокот на оваа година, mladi.ams.mk, каде што младите луѓе на едно место може да ги добијат сите податоци кои што им се потребни во делот на студирање, во делот на вработување, во делот на посетување на одредени обуки за формално и неформално образование. Имаме листа на сите високообразовни институции, листа на сите средни училишта, листа на јавните установи, односно библиотеките, и практично сето она можности за практиканство и волонтирање, тие се апдейтуваат, верувајте, на секој еден час. Имаме нови огласи за вработување, нови можности за студирање надвор, за стипендирање, за волонтирање и практиканство. И верувам дека на еден начин овозможуваме младите да бидат информирани, бидејќи младите луѓе се промотори на едно општество, а ни сите овие можности кои што ги нуди модерната технологија, информатичка технологија, тие може да комуницираат меѓу себе секако преку овие алатки, но истовремено да бидат достапни да комуницираат со младите луѓе од целиот свет и на тој начин да низ призмата на комуникацијата и низ призмата на меѓусебната дружба да придонесат одредени позитивни практики од странство, да ги афирмира и да ги промовираме, да ги примениме во Република Македонија. Така, мислам дека уфативме подоста од опсегот на вашата работа, особено ова последното со стратегијата и фокусот на што е ставено, се гледа дека информатичкото општество сепак е она што ќе преовладее покрај спортот, нели, за да може да се тргнат од мониторите. Меѓутоа, афирмацијата на младите е таа што ќе остане во вашиот фокус, дали било тоа преку младите поети, дали било преку младите артисти, уметници, нели, преку известни акции каде што они ќе може и да се наметнат дури на пазарот и да почнат да се определат, нели, уметник е уметник, мора да живее и тоа нешто не мора да оди во информатичко општество. Ќе се видиме повторно кога ќе биде готова стратегијата и кога ќе има некој нов терен за отварање или кога ќе имате некоја нова идеја добиена преку вашите секојдневни комуникации со јавноста. Ако ми дозволите само на кратко уште една најава за еден од проектите кои што ги реализираме заедно со спортскиот центар Борис Трајковски. Така? Сега веќе во недела, значи оваа недела, во период од 12 до 14 часот ќе го реализираме проектот Спортот и семејните вредности. Сакаме на едно место практично да ги донесеме семејствата и преку спортот и спортските активности да го промовираме пред се семејството како вредност и како можност за зголемување на демографскиот акцент во целокупнава ситуација. Една од услугите кои што се најнови на спортскиот центар Борис Трајковски е што големата спортска арена во моментов е поделена на 3 дела и практично истовремено може да се практикуваат повеќе спортови. Сакаме веќе во недела, покрај тоа што ќе ја промовираме ова услуга на спортскиот центар Борис Трајковски, да ги поканиме сите родители со нивните деца, да дојдат и низ една колективна дружба да го промовираме здравиот начин на живот, спортскиот дух, но истовремено да ги наметнеме семејните вредности преку спортот.
Знаете, во ова динамично време на живење, кога обврските ни се пред се, работата ни е пред се, понекогаш и забораваме на семејството и на семејните вредности. Преку овој проект сакаме да практично онаа нишка помеѓу родителите и децата повторно да ја вратиме, а сето тоа да го направиме преку спортот. Во недела, значи од 12 до 14 часот, спортскиот центар Борис Трајковски ќе биде збиралиште на сите родители и нивните деца кои што ќе сакаат да се дружат, ќе сакаат да спортуваат, ќе имаме многу изненадувања, многу награди, влезот за сите ќе биде бесплатен и верувам дека на тој начин ќе може да откриеме во кои активности. Дефинитивно, значи ќе има пред се оние стандардни спортски содржини кои што ги нуди спортскиот центар Борис Трајковски ќе бидат застапени, тоа се фудбалот, кошарката, ракометот и тенисот. Меѓутоа, истовремено во соработка со Сојузот на спортски федерации и Федерацијата за рекреативен спорт ќе имаме и друштвени игри со кои што ќе можат родителите и децата меѓусебно да се надпреваруваат од типот на вртење хула-хоп, скокање во вреќа, не знам, пинг-понг, удирање со топчиња, влечење на јаже и други друштвени игри кои што имаат спортски дух, меѓутоа имаат повеќе друштвен дух, за да се дружат меѓу себе, а за сите оние кои што ќе бидат најдобри ќе имаат символични награди, а верувајте дека награди ќе има за сите од типот на спортски реквизити, спортска опрема или да речеме бесплатни термини во сите оние спортови кои што ги нуди спортскиот центар Борис Трајковски, пливање, куглање, спортските сали, тениските терени и така натаму. И верувам дека граѓаните ќе имаат слух, ќе имаат разбирање, во недела ќе дојдат и сите заедно ќе се дружиме на овој голем спортски хепенинг. Маријан Спасевски, директорот на Агенцијата за млади и спорт, јас ви благодарам за ова интервју со овој негов повик за дружење во недела помеѓу семејствата, помеѓу родителите и децата преку спортот и спортските активности. Го завршуваме ова интервју. Се гледаме во недела во спортскиот центар Борис Трајковски и очекувате нови интервјуа на телевизија Република. Пријатно.